Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте со слика во малата сала на спортско-рекреативниот центар Кале во Скопје. Спортската програма на Сител телевизија продолжува со следењето на седмицата на Мак баскетот, која трае веќе 10 дена, на некој начин и дуелите на завршницата во младинска конкуренција. Веламе следиме завршницата во младинска конкуренција, откако ги дознавме шампионите до 18 години, а титулата освои екипата на работнички, откако синоќа составот на Феникс беше најдобар во генерацијата М14, денеска и утре ќе го следиме завршниот турнир Final Four во конкуренција за играчи до 16 години. Тоа се играчи родени 2001 и помлади. Меѓу нив сигурно ќе видиме и помлади кошаркари. 2002, 2003 година има дел од нив во составот на Партизан кој го видовте во кадрот, дури тројца играчи кои вчера и завчера игра во полуфиналето и финалето во М14 конкуренција. Ќе ги гледаме и денеска во 2 години практично повозрасната селекција на овој тим. Партизан Водно-Санс е екипа која има два тима практично на завршниот турнир во М16. Овој кој ќе го гледаме во првиот полуфинален меч е селекција на играчи родени 2002 и помлади. Они од 2001 година го составуваат првиот тим на Водно-Санс, а тие вечер во 20 часот ќе играат против екипата на Вардар. Противник пак попладнево на Водно-Санс е составот на Феникс Индустри, кој го гледате во кадрот, предводен од Денис Дервишевич на клупата, селекторот во младинската репрезентација до 14 години. Практично овој тим пред 2 сезони во својата годишна возраст неприкосновено стигна до шампионскиот трофеј со максимален број на победи и на некој начин, откако минатата година играше против генерација повеќе, еве сега однова во својата генерација, на овој пат до 16 години има можност да стигне до нов шампионски трофеј. Инаку, што се однесува до системот во кој се надпреварува четирите тима кои ќе играат на завршницата, годинава беше составен од дури 32 екипи. Во првата фаза, поделени по 8 екипи во 4 групи, беа одиграни по 14 надпревари. Феникс беше првопласиран во А1 конкуренцијата, а Водно пак беше второ рангиран во А4 групата. Во четвртфиналната рунда Феникс со 2-0 беше подобар од составот на Чаир, а Партизан 2002 во 2 меча ја совлада екипата на Каменица. Арбитри на денешниот надпревар ќе бидат оние тројца кои практично и синоќа во Јане Сандански ја делеа правдата во финалето. Тоа се Панов, Лазов и Стојчевски од Скопје. Во жолти дресови се кошаркарите на Феникс, во црни Партизан Водно-Санс. Првиот напад ќе го имаат Фениксите. Со број 11 Виктор Исајловски, прва сезона игра во скопскиот клуб на Феникс, дојден од Гостивар. Неколку мина млади кошаркари во екипата на Феникс се надвор од Скопје. Тоа е дел од стратегијата на клубот да не се ослонува практично на некој начин само на играчи од скопскиот регион, туку напротив да има играчи од напрешноста. Секогаш се работи на тој план и на некој начин тоа носи резултатот во редовите на оваа екипа, која како и лани, така и годинава ја представуваше Македонија и на меѓународната сцена.
Јанев за 3 и ево првата тројка на преварот за Ангел Јанев, инаку ученик во Спортската академија во Скопје, се разбира, од делот на кошарката. Ангел Јанев, активен член на кадетската репрезентација на Македонија. 5-2 водство за Феникс. Миловановиќ и Андреј Андоновски ги постигнаа првите поени, инаку Андреј Андоновски, играчот со број 6 во жолт дрес, е еден од највисоките, заедно со Исајловски, кој носи 11-ката, еден од највисоките во составот на Феникс со 197 сантиметри, со тоа што Андоновски е година дена помлад, роден е 2002-та и има уште еден кошаркар во тимот на Феникс, кој исто така е 2002 година. Тој е Љубиша Димитриевски со број 24. Претпоставувам дека ќе добие и тој шанса да влезе во игра, имајќи го предвид дека Денис Дервишевиќ знае да прави честопати ротации практично со сите 12-мина кошаркари кои ги има на располагање, а Јанев постигнува уште една тројка. Шести негов поен за водство од 8-2 за Феникс. Втора минута на преварот. Даниловски. Топка барија добива на Умовски, па Миловановиќ не успева овој пат освртување. Марко Миловановиќ, станува збор за едно исклучително талентирано момче, роден од 2002 година. Веќе беше на проба во неколку италијански екипи. Инаку репрезентативец на Македонија во селекцијата М15 на оној проект на Македонската кошаркарска федерација. Заедно до 16 кој стартуваше лани, продолжи годинава, а ќе треба да кулминира на некој начин следното лето на шампионатот до 16 години. Јанев уште еднаш тргна напред против Величковски, добро во одбраната Величковски, Исајловски, Божиновски, па Андоновски. Пред него е Миловановиќ, реков Миловановиќ, но и Андоновски е составен дел од таа селекција играчи родени 2002. Фантастична асистенција беше тоа на Божиновски до Кацарски. Немаше среќа Кацарски, а поените ќе важат. Има и дополнително слободно фрлање. Виктор Исајловски ја заработува првата лична грешка кај, условно речено, домаќинот на овој меч. Екипата на Феникс, според редоследот, според пласманот, знаете, веќе говоре, Феникс беше неприкосновен во оваа конкуренција со само единствен пораз, и тоа од практично повозрастниот тим на Водно Санс. Во првиот дел од сезоната загуби еден меч, сите останати ги добија фениксовци. Не успева Давид Наумовски да извади 3 поени од оваа ситуација, намалува на 10-4. Јанев сега малку изфорсирано. Величковски ќе оди до крај без страф, но немаше овој пат среќа. Величковски, и тоа е дел од репрезентацијата до 15 години. Марко Величковски, еден интересен играч, брзи движења, одлична прегледност и контрола на поставеноста на неговите соиграчи има ова младо момче. А сега со број 24 веќе говорев Љубиша Димитровски, роден исто така 2002. Поголем дел од играчите во овата тима се членови на селекцијата до 15 години, за разлика од онаа годишна возраст во која настапуваат, а тоа е до 16 години. Во Феникс има тројца, во Водно Санс овој тим ниту еден. Обид за 3 беше тоа, безуспешен на Хаджидимов. Величковски, одлична асистенција, поените ќе важат и ќе има лична грешка за Виктор Исајловски. Тоа ќе биде втора за него. Многу рано, по 4 минути игра, Исајловски, кој рекол заедно со Андоновски
се највисоките во составот на Феникс, заработува 2 лични грешки, а Миловановиќ го постигна својот 5-ти поен. 12-7. Андоновски за Димитровски, го има десно од себе Исајловски, овој има одлична рака, овој пат не успева да ме увери во тоа, но верувајте ми, следејќи ги надпреварите во младинска конкуренција години наназад, ова момче е исклучително талентирано, најпополни зборови за него доаѓаат од сите страни. На клупата на Феникс ќе го забележите и актуелниот селектор на женската кошаркарска репрезентација Маријан Лазовски, кој од септември месец практично е на некој начин и координатор на младинските категории во овој скопски клуб, работи индивидуално со овие деца и има велам и Лазовски, некогашниот и селектор на машката сениорска репрезентација, долгогодишен кошаркарски стратег и стручник признат, само непополни зборови. Андоновски, 8-ми, негов поен. 6, односно 2 тројки реализира Јанев и тоа се 14 вкупно во составот на Феникс, во чии редови Љубиша Димитриевски ја заработува првата лична грешка, па затоа на линијата за слободни оди Марко Величковски, 185 сантиметри, игра на позицијата плей. Потекнува од спортско семејство, би рекол кошарката му е во генот, бидејќи неговата мајка, деканката на факултетот за физичко образование, спорт и здравје, Ленче Алексовска Величковска, беше своевремено една од топ 3 кошаркарки во историјата на МАК баскетот, долгогодишна и репрезентативка на нашата земја. И затоа велам, кај Марко кошарката е во генота. Еве и третата тројка за екипата на Феникс. 17-9. Прва за Андреј Андоновски, веќе 11 поен за Андоновски. Еве чиста ситуација за 3, кратко е тоа. Миловановиќ се бори со Кацарски, последен со топката играл играчот на Водно Санс. Оди на клупа Божиновски, на негово место Иво Трајковски со број 14. Трајковски. Потребно му е малку простор, особено кога е за линијата 6.75, како овој пат да упати удар за 3, најчесто завршува сето тоа со реализација, не и овој пат. Не се да забележам, мислам дека за Кацарски е судена личната грешка. Прва. Исполнете бонусот во составот на Феникс. Следна наредна лична грешка ќе биде санкционирана со 2 слободни фрлања, а овој пат ќе има дополнително едно, бидејќи поените на Величковски ќе важат. Згоранато имаше лична грешка и од Венко Козар. За Величковски четврти кош. Има можност да се изравни со Марко Миловановиќ. Тој има 5. Не успева. Останува на 4 Величковски. Димитриевски против Даниловски, тој е капитен во составот на Водно. Величковски, мислам дека некој доснеше со ово додавање, нова чиста ситуација за 3, уште еднаш премногу кратко од Матеј Хаџидимов, кој сега заработува лична грешка. Трите обиди за линијата 6.75 кој ги има кошаркарите во црни дресови беа од страна на Хаџидимов.
Венко Козар, член на селекцијата 2002, односно 2001. Во Феникс дојде на почетокот на оваа сезона. Лани го носеше дресот на плеймеркер и центар од Скопје, а пред тоа има настапуване и во редовите токми на денешниот опонент Партизан Водно-Санс. Трајковски. Добра беше намерата на Трајковски, но внимателен беше и Миловановиќ. Минеше ли тоа додавање од Иво Трајковски? Сигурно ќе беше тоа лесна реализација за Венко Козар. Јанев против Величковски. Козар ја губи топката. Сега неспортска лична грешка од Трајковски. Вели судијата, прва за Трајковски, а на клупа се враќа Исајловски во игра. Најефикасниот во редовите кај жолтите Андреј Андоновски. Има две слободни фрлања за капитенот на Водно-Санс Павел Даниловски, а потоа и топка од страна. Дојде до едно мало поместување во планот, календарот на надпревари што се однесува до завршницата во младински конкуренции. Иако беше предвидено викендов да играат девојчињата до 16 години, полуфиналните надпревари во таа годишна возраст во женска конкуренција ќе се играат во салата Шаван Трстена во скопската населба Чаир во недела, а завршницата е во понеделник. Сител телевизија ќе стори се да ги емитува и тие надпревари, но ќе мора да направиме комплетни консултации со нашата програма, нашата продукција, да видиме која ќе биде можноста за такво нешто. Во најмална рака, еве ви ветувам, дека ќе го имаме финалниот меч, па на некој начин со оние со кои започнавме со дамите, со нив и да завршиме. Миловановиќ пресебично овој пат можеше да одигра со 12-ката на Умовски. Величковски, уште 8 секунди. Убав скок шут, браво, еден дриблинг, скок шут над противникот, доволно дистанца да се направи простор, да биде упатен удар и тоа не му се допаѓа на Дервишевиќ, па затоа Феникс бара тајм-аут, минута одмор. Водеше Феникс со 8 поени разлика во третата минута 12-4, во петата 17-9. А од тогаш наваму играчите во жолти дресови кои ги гледате во кадрот постигнаа само еден поен и тоа Козар реализира една од двете слободни фрлања колку досега ги упатија фениксовци. На спротивната страна Величковски заедно со Миловановиќ се оние кои го држат помладиот состав на Водно-Санс во игра на само 2 негатива. 7 минути 50 секунди игра од првиот полуфинален меч. Феникс против Водно-Санс води со 18-16. Интересно, Водно има веќе 4 поени од контра од транзиција. Феникс кој го карактеризира играта во против напад, до сега ниту една реализирана контра. Значи дека одлично играат во фазата од одбрана во напад играчите во црни дресови, кои освојуваат уште една топка по обидот на Димитриевски да реализира тројка и уште еднаш ќе биде тоа кратко од страна на Хаџидимов.
Јанев првите два шута за линијата 6.75 ги погоди еднашка и Андреј Андоновски, но тогаш наваму Фениксовски не успева да реализира тројка. Осум 3 според мојата евиденција. Ударите за 3. Величковски преку рака, добро поставен на него беше Димитриевски, Божиновски добро се ослободил својот чувар. Козар за 3, пресилно е тоа, се виде. Се бори, избори за нов напад, нови 12 секунди за Феникс. Исајловски. Сега лична грешка, само да видим од кога, дали 10 или 12. Број 10, Величковски, втора. Со ова и Водносанс влегува во бонусот. На клупа кај Феникс оди Димитриевски се враќа Андоновски. Козар за 3. Еве конечна тројка за Венко Козар. Играчот со број 0. Тоа се први поени за Козар од игра. А поени први, односно четврти за Давид Наумовски на спортивната страна. 21-18 води Феникс. Исајловски. Андоновски. Исајловски. За 3 нема тројка. Кацарски, кој е специјалист за играта по добрачите. Имаше можност да поентира, а потоа прави лична грешка. Втора за Никола Кацарски. Марко Миловановиќ, веќе реков, член на две македонски репрезентации, она до 15 и она до 16 години. Реализира едно од двете слободни фрлања, вкупно 8 поени и по првите 10 минути екипата на Феникс заминува со предност од 21-19. На два пати водеа со 8 поени разлика, но успеа да ги контролираат во продолжението играта и консолидираат своите редови, црвено-црните, односно црно-белите. Црвено-црните некако ни остана во осеќавање по триумфот на ракометарите на Вардар во Лигата на шампионите, го гледате семафорот. Андоновски 11 поени, неефикасен во досегашниот тек на преворот, 8 за Миловановиќ на спротивната страна, 6 за Величковски, исто толку и за Ангел Јанев, кој го отвори мечот одлично со 2 тројки. Кога сме кај тројките, Феникс има 4 реализации од 10 упатени удари, 40%. А за сега без тројка екипата на Водносанс. 0-3 или сите 3 обиди беа на Матеј Хаџидимов. Така вели барем официјалната статистика. И нема зашто да не веруваме, бидејќи ја работи човек кој исклучително добро си ја познава работата. Овој пат не е исполнета до последното место Салата Кали, иако очекувам да биде така. Гледате зад десната страна, за дејниот кош, помал број на гледачи, а
Ова во кадрот се новите македонски шампиони во конкуренција до 14 години. Играчите на Феникс, имавте можност да последите на кој начин овие млади фениксовци онака избрендирани со шампионски маички стигна до својата втора титула, бидејќи пред 2 години, кога има по 12 години, во најмладата годишна возраст, исто така беа неприкосновени прваци без загубен надпревар, како што тоа впрочем беше случај и годинава. Има можност да стигнат до изравнување, откако 2-2 беше во првата минута од надпреварот, но прават чекори. Изгреши со број 11 Хаджидимов. Јанев за Кацарски, Исајловски, Козар игра долу на низок пост, повисоко од Величковски. Се обидува Андоновски во по 2 офанзивни скока. Андоновски веќе 13 поен. Андреј Андоновски. 13 поени, 3 скокови. Кацарски. Јанев. Тројката ќе важи. Ќе има и дополнително слободно фрлање. Ова е првата тројка за црнобелите. Ја бележи капитенот Павел Даниловски. А со својот пети кош го израмнува резултатот на 23-23. 11-та минута. Во првата беше 2-2, во третата плюс 8, во петата плюс 8, на паузата со 2 поени предност замина Феникс, а еве во 11-та одново израмнето. Второ израмнување на надпреварот. Греши Ангел Јанев, директно во рацете на Миловановиќ. Имаше ли тука чекори? А во желба да мине крај противникот, надзор од теренот излезе Величковски. Козар оди на клупа. Како и Јанев, на нивни места Борјан Божиновски, капитенот на Феникс, и со број 14 Иво Трајковски. Андоновски за Трајковски. Одлично движење на топката, еве чиста ситуација, но одново без реализација. За 3 на Виктор Исајловски. Мислам дека тоа веќе е негов четврти обид за 3 поени. Остануваат фениксовци во напад и сега препознатливо одиграно под кошот. Лесни 2 за Иво Трајковски по асистенција на својот капитен Божиновски. 25-23. Миловановиќ со продолжен чекор од табла. Тој е првиот во тимот на Водносанс кој стигнува до двоцифрен број на поени. Кацарски за Трајковски за 3. Иво Трајковски, прва негова тројка, вкупно 5 поен, петта тројка за Феникс. 28-23. Гледаме одлична кошарка, не варе се работи за надпревар во сениорска конкуренција. Па ајде, кај се оние, ќе речам слободно, злобни усти кои честопати години наназад не уверуваат дека нема талентирани македонски кошаркари, па мора да увезуваат од соседните земји со сомнителен квалитет. Нека дојдат, еве, нека ги проследат овие надпревари пред тоа во 20 години, во 18, па и они ако сакат и во 12 и 14, овие се на 16 годишна возраст. И има овдека момчиња кои заслужуваат да добијат и внимание и шанса. Она што ми се допаѓа е што го најави Кошаркарската федерација на Македонија, дека ќе полека ќе се намалува секоја
година бројот на странци која во моментов изнесува 6 и очекувам веќе од следната да биде 5, барем така беше најавено на последното собрание. И мислам дека тоа ќе се исполни. Само на тој начин, со вложување во овие млади момчиња, може да го вратиме квалитетот и во сениорската конкуренција. Први поени за нововлезениот Мартин Ангел Мартиновски. Популарниот Струга, стружанецот во редовите на Феникс за 30-25 и веднаш пауза бара Горан Андреевски. Забележувате дека честопати овие млади момци се лизгаат долу на паркетот. Тоа е преголемата конденсација, топлината која е во спортскиот центар Кале. И натаму 0 во графата за контранапади кај фениксовци. На другата страна останаа на оние 4 поени од првата четвртина кошаркарите на Водно Санс, кога го прашани се контранападите. Дел и од македонските кошаркарски легенди присутни овде, го гледате легендарниот Благоа Георгиевски буштур. Честопати популарниот буштур можеме да го видиме во салите през ширум главниот град, кога се играат надпревари во младинска конкуренција. Многу пати тој потенцирал дека мора да се дава шанса на овие млади момци. Одличен дриблинг беше тоа на Даниловски. Не успела со број 12 на Умовски. Борјан Божиновски ќе го покрене овој напад. Козар. Скок беше тоа на Мартиновски. Козар не се решава да бие. Андоновски. Уште 6 секунди за овој напад. Андоновски нема офанзивен скок. Први Каđелинов, но грешат во желба брзо да поентираат кошаркарите на Водно, а 15 од 32-та поени за Феникс веќе на кошаркарот со број 6. Се жали Божиновски на повреда. Кошаркарот со број 6 кој го гледате во кадрот, Андреј Андоновски, 15 од 32-та поени. 7-0 серија на Феникс за водство 32-25. Миловановиќ против Козар. Миловановиќ 2-3 промени. А сега доколку одеше онака Школски со левата рака, убеден сум дека ќе реализираше вака на лева страна со десна рака мана за телото надвор од баланс. Тешко е тоа да се реализира, но Миловановиќ е веќе со скок по промашувањето на Мартиновски. Миловановиќ уште еднаш во истил, но овој пат минува тоа. Ја прекинува мини серијата на Феникс со неговиот 12 поен. Вкупно 27 за Водно Санс, 32-27. Јанев. Убав пикан рола, потоа и ролинг на Андоновски со два офанзивни скока. Изнудува лична грешка за 2 слободни фрлања. Сега кому му е впишена оваа лична грешка? Навистина не успев да забележам. Двајца играчи имаше кај Андоновски. Како и да е за Андоновски,
2 слободни фрлања. Само 4 слободни фрлања изведа кошаркарите на Феникс. Односно, ќе изведат, бидејќи второто се уште не го извел Андоновски. А го погодува и го бележи својот 16-ти поен, 33-27. Лична грешка на Трајковски. Мислам дека е тоа трета за него. Ајде да видиме. Нема реакција од записничката маса, а треба да ја има. На семафорот, да, веќе 3 фаули за Трајковски. Миловановиќ. Насила е ова. Јанев успевал да го мине Миловановиќ и да изнуди лична грешка од него. Прва. Муаветот од предмалку ми беше до сега 4 слободни фрлања. Феникс реализираа само 2, на другата страна слободни 6 од 10 за водно. Јанев имаше тука и игра со нога, пожртвувано Величковски. А сега Димитриевски се обиде со така популарно наречен флоутер. 2 слободни фрлања за Величковски. Лична грешка Козар. Фаул број 2. Малку на семафорот во однос со на моја статистика, но и статистиката онлайн нема ама баш никаква врска. Барем што се однесува до слободните, кој ги немаше воопшто впишано во првата четвртина. Но со оглед дека многу ретко и јас, а многу ретко и популарниот Марчело, кој е официјален статистичар на овој надпревар, грешиме. Ке се водиме токму по тие статистики. Величковски останува на 6 поени. Резултатот не променет. Феникс 33, Водно Санс 27. Исајловски. Се уште без поени Исајловски. Јанев за 3, не го посека топката, но Кацарски со офанзивен скок и уште еднаш Кацарски за Јанев. Кацарски. Се случува. Не велам не. Број 10. Лична грешка за Величковски. Ако мојата евиденција е точна, треба да е трета за Величковски. Кацарски и Исајловски, кои беа во стартните 5 во составот на Феникс, без постигнат кош до сега. Еве го првиот за Кацарски. Токму тој ќе оди на клупа. 34-27. Миловановиќ преку Козар. Собира Исајловски. Има можност за контра, но не го забележува тоа дури сега Јанев до Козар и неверојатна блокада на осумката Даниловски. Премногу лежерно Козар отиде на ова положување, иако Даниловски беше чекор, можеби и 2 зад него. Исајловски за 3, нема тројка. 0-5 Исајловски. Феникс 5 од 13 за 3.
секори од 12-ката Давид Наумовски. Сега нешто неќе да е во ред со бројките. Филип Наков со број 14 е во игра во составот на Водно Санс. Еве го тоа младо момче, ќе го видите наскоро во кадар. Вчера освои сребрен медал во конкуренцијата на играчи до 14 години. Има тројци играчи од тој тим на Водно Санс и во оваа екипа на една година постариот тим. А сега Јанев прави грешка. Загубени топки, вели Феникс 6-та, исто толку и Водно Санс. Изблокиран сега со број 16 Филип Ѓоргиев. А на повреда се жали до сега неефикасниот играч на преварот Андреј Андоновски. Силно момче Андреј Андоновски, подсетам уште еднаш роден 2002 година, 197 сантиметри. Може да игра буквално на секоја позиција, од 1 до 5. Принудно направена измена, ќе мора да реагира и дежурниот дектор. Козар под фаул од Филип Ѓоргиев. Прва лична грешка за Ѓоргиев и во овој миг со неговиот фаул Водно Санс се го исполнува бонусот. 4 лични, исполнет бонус има и Феникс во втората четвртина. Му бега топката на Димитриевски. Подкрегнувајќи. Во игра се враќа капитенот Борјан Божиновски. Прави лична грешка, прва, но ќе има две слободни фрлања за осумката Павел Даниловски. Подолг период, 34-37, без коши едните и другите. Инаку екипата на Водно Санс, оваа генерација, во четврт финалето ја соло да ја елиминира на некој начин екипата на Македонска Каменица со 2-0 во победи, 87-83 и 78-73 во двата меча. Нова загубена топка кај жолтите. Сега полеко но сигурно. Кале, барем ова мала сала, се полни до последното место. За 3, тројка на Марко Миловановиќ. Прва за него, 15-ти поен.
Има еден помалку од Андоновски. Втора тројка е тоа за Водносанс, кој доаѓа на 4 негатива. Но не за долго. Конечно, Виктор Исајловски во шестиот свој обид за линијата 6.75 реализира тројка. 6 од 14 Феникс, кој води 37-30. Миловановиќ, пред него е Козар. Миловановиќ, неколку промени. Може би тук имаше и чекори. Но срекна топката. Ау! Ако може да се види тоа на репетиција, ќе биде најдобро. Ако почнам да говорам за судиите, многу минорни ќе почне да се облутат. Но најлошиот дел од нив е што премногу со ароганција, премногу со самоувереност се решаваат да ги водат на преварите во овие млади категории и на тој начин да градат авторитет, кој не се гради, сигурно така. Но тоа е една добра тема која ви ветувам дека наскоро имаме можност да ја проследиме во некој од следните изданија на Ситоловото студио, спортско студио. Ќе мора многу повеќе да биде ангажирана судиската комисија, комесарите, сите инволвирани на некој начин во работата со идните генерации на македонски судии, доколку не сакаат да ни се случуваат работи кој што беше тоа случај во завршниот меч меѓу МЗТ Скопје Аеродром и Карпо Соколи во сениорска конкуренција, кога на некој начин одличен потек направи Македонската кошаркарска федерација со ангажирање на странски судии. Едноставно, не само на тренерите, не само на играчите кои немаат почитување кон арбитрите, туку и на самите арбитри да им докаже како треба да се води еден меч. Минути 20 секунди до крајот на полувремето, највисоки плюс 9 за составот на Феникс. Со толку многу загубени топки, со толку лоша реализација. Девет плюс. А доминираат во скок играта играчите во жолти дресови. Број на скокови вели Феникс 31, Водно 12, асистенции Феникс 11, Водно 4, но одбрана и само одбрана. 6 украдени топки на Водносанс, војно помалку Феникс. Миловановиќ насила, затворен, удвоен добро од Кацарски и Исајловски. Не се решава да бие Хаџидимов за 3. Има дури 4 промашувања, ова ќе биде и петото, па практично сите беа големи промашувања. Божиновски не забележува дека ги имаше Миловановиќ задград. Исајловски во завршните 45 секунди сме. И колку се лизга паркетот долу, можам да замислам колку е кондензацијата. Ќе мора да биде интервенирано, претпоставувам на паузата меѓу двете полувремења. Исајловски не успева да реализира 3, но има нов офанзивен скок. Андоновски, одлична асистенција за Исајловски, кој не успеа да погоди. И сега чекаше и начека Андоновски да му попречи на својот опонент на спротивната страна. Божиновски, фантастична асистенција за Иво Трајковски. 7 поен. Ако си игра цврста одбрана и ако се трча брзо во транзиција во напад,
има успех. Ова е за тоа што говорев. Претпоставам дека го видовте во кадрот. Панов, Лазов, Стојчевски. Судиската тројка. Ретки се судиите во макбаскетот кои ќе дојдат до овие млади мојчиња, па ќе им укажат зошто, како, што смеат, што не смеат. На некој начин тие треба да бидат последниот филтер за профилирање на еден млад кошаркар. Многу лесно е да покажете она вообичаена следната техничка. Тоа е многу лесно. А потешката работа е како да им укажете и покажете на момците за да научат, нели, не за нешто друго. Зошто е досуден фаул или чекори или било што. 4,4 секунди до крајот. Десет поени предност за Феникс. Од 20 часот ќе се игра второто полуфинале. Вардар, кој е организатор на овој турнир, ќе игра против првиот тим на Водносанс, она екипа на играчи родени 2001 година. Ова која следиме, а е предводена од Тони Симич. Го гледате во кадрот некогашниот македонски репрезентативец, долгогодишен кошаркар Тони Симич. Тој ќе биде на клупата на таа екипа на Феникс. Козар се извади за грешката од предмалку со оваа блокада врз Филип Наков, но 80 се доволно да се упати шут кон противничкиот кош. Не успеа Анастасович. И завршуваат првите 20 минути кои ги добиваат играчите на Феникс со 41-31 плюс 10. Оваа четвртина 20-12, предходната минимално 21-19. Но чинам дека фаворитот Феникс е далеко од посекуваната игра која има и може да ја понуди, за разлика од одлично мотивираните противници на Партизан Водносанс. По вообичаената пауза од 10-15 минути, одново со слика во СРС Кале да го проследиме второто полувреме од овој меч.
Еве на стартот, почитувани гледачи, од второто полувреме на полуфиналниот надпревар број 1 на завршениот кошаркарски шампионат за кадети до 16 годишна возраст. Во првото полуфинале Феникс води со 41-31 во дуелот против екипата на Партизан Водно-Санс 1. Не случајно го кажав тоа 1, бидејќи практично тоа е помладиот тим на Водно-Санс во ова конкуренција и една од двете екипи која ќе игра на овој завршен турнир. Интересно прво полувреме во кое Феникс во два наврати во првата четвртина водеше со 8 разлика, на полувремето беше само 2. Водно-Санс успеа да фати резултатски приклучок на стартот на вториот период. На два пати успеа да израмни. 23-23 и 25-25, но во завршните 2 минути фениксовци успеа да одиграат на посекуваното ниво и да создадат предност од 10 поени разлика, која е актуелна и во моментов. Со поените на Кацарски. Прв одигра за Никола Кацарски, кој реализира само 1 поен во првото полувреме. Затоа пак Миловановиќ, веќе 19 поен за Марко Миловановиќ, откако Хаџидимов и по 6 пат не успеа да погоди тројка за Водно-Санс. Сега нов обид за 3, непрецизен. Ангел Јанев. Токму Јанев успеа да реализира 2 тројки во првата четвртина, практично на самиот почеток од мечот. Екипата на Феникс. А сега поени за капитенот на Водно-Санс Павел Даниловски. Тој е вториот играч кај Водно со двоцифрен број на поени, 10, а двоцифрен број на поени 18 има само Андреј Андоновски со број 6 во составот на Водно-Санс и Сајловски. Ево, добро се работена акција која не успева да ја реализира со поени. Божиновски ки има лична грешка врз Андоновски, само да видиме кој број, тоа е 8. Павел Даниловски рекол во првото полувреме дека не знам од која причина, така беше и на турнирот до 18 години, така беше и на турнирот до 16 години, еве така и до 14 години. Во првата четвртина на семафорот не беа впишувани личните грешки, па дојде до еден спор во кој сум убеден дека сум во право. Нека има едно момче со 4 лични грешки, а убеден сум дека има 3. Но, како и да е, тоа е работа на делегатот и на оние кои се на записничката маса. Сите службени лица, сите чинители во кошаркарската игра, почнувајќи од играчите, тренерите, службените представници, преку арбитрите, делегатот, па и оние кои се на семафорот и записничката маса, мора максимално одговорно да се извршуваат работата, а не тоа да го чинат само кога во прашање се надпреварите во сениорска конкуренција. Бидејќи доколку само така постапуваат, можеме да го подигнеме квалитетот на кошарката. Во спротивно, те не се случуваат често пати ситуации кои не ги посетуваме, кои не деликуваат на кралицата на спортските игри, како многумина со право ја нарекуваат кошарката. Лична грешка трета за Никола Кацарски по двата офанзивни скокови на Марко Миловановиќ, кој веќе стигнува до 21 постигнат поен.
21 кош за Марко Миловановиќ, тој е најефикасниот. Исајловски сега, одлично проигран од Љубиша Димитриевски. За Исајловски само петти кош. Тој 5, Кацарски 5, обајцата стартери. Јанев 6, сите во првата четвртина. Миловановиќ удвојува, ова е двојно водење на топката, бидејќи веќе имаше во посета Миловановиќ, падна од раце, но судиите тоа не го забележа. Димитриевски излекува лична грешка за 2 слободни фрлања, чинам дека е тоа број 8, не, судиите велат број 5. Миловановиќ втора лична грешка. Љубиша Димитриевски ќе оди на линијата за слободни фрлања, член на селекцијата 2002 до 15 години. Прва сезона е Љубиша Димитриевски во составот на Феникс. Играше за Јуниор, за Вардар, за МЗТ Скопје. Еве го неговиот прв кош. 49-39, 10 поени предност. Многу шутеви има Матеј Хаџидимов, а се уште е без постигнат кош. Стартерот со број 11, кај Водно Санса, затоа пак еве го 21-иот за Андреј Андоновски. Оние помладите, Миловановиќ и Андоновски, кои подсетам уште еднаш се една година помлади од генерацијата во која настапуваат, се најефикасни, најдобри поединци во досегашниот тек од мечот. Блокада беше тоа на Кацарски, Андоновски против Величковски, Димитриевски. Имаше Кацарски десно, убаво утрчување на Андоновски, што убава асистенција на Димитриевски и негов 23-ти поен на Андреј Андоновски за плюс 14. 53, 39, 25-та минута од надпреварот. Подсетувам уште еднаш дека ова е дел од проектот на Македонската кошаркарска федерација и спортската програма на Сител телевизија за афирмација и популаризација на македонската кошарка. Се надевам дека вакви проекти ќе продолжат и во иднина, не само со кошарката, туку и останатите спортови. Нормално, доколку има желба кај останатите федерации, треба тие да пројават желба. Ние сме отворени за соработка. Дел и од луѓето кои се инволвирани во работата на младинските категории. Ој е практично советникот на Денис Дервишевиќ во младинската репрезентација на Македонија до 14 години. Дервишевиќ е тренерот на Феникс, кој води селекторната репрезентација, која кон крајот на август месец ќе игра на неофицијалното европско првенство за играчи до 14 години во Словенија, популарниот Супербол. Четврта лична грешка и за Никола Кацарски. Ова може да биде проблематично за составот на Феникс, бидејќи го нема Марко Караѓозовски, кој е на клупата. На последниот меч против составот на Чаир во четвртфиналето, Марко Караѓозовски уште на самиот старт се здоби со повреда на скочниот зглоб на десната нога. И навистина е штета што ова лично момче, кој е повеќе години наназад, е составен дел од кошаркарската школа на овој клуб, не може да им помогне на своите соиграчи. Ке недостасува сигурно во дуел играта под обрачите. Втора лична грешка
за Љубиша Димитриевски. 3-2 бројот на прекршоци, лични грешки во третата четвртина. Преминал соло овој пат Павел Даниловски. Јанев можеше би да оди до крај. Димитриевски, отворен му е патот кон кошот, мораше да го заврши, ова се реши за асистенција и ќе биде повлечен на клупа кој? Токму тој. Се враќа во игра со број 8 Борјан Божиновски, капитенот на Феникс. Лична грешка од Божиновски, кој пред малку влезе во игра. 14 минути без постигнат поен, 4 асистенции, тоа е неговата задача. Имаше само еден обид од поле, не успеа да го погоди Божиновски. Се пожали на мала повреда, но очигледно дека е се во најдобар ред. А сега лична во напад. Прва за Андреј Андоновски. Добро поставен со ведности, цврсто на земја. На линијата на движење на Андоновски беше Марко Величковски. Прочитана намерата на противникот, храбро да се прими контакта, удар, за да се направи добар резултат на некој начин за својот тим. И сега под раката на Андоновски, Даниловски. 14 поен на Павел Даниловски, 53-43. Андоновски, Јанев. Велат, најдобар лек за зонската одбрана е шутот од далечина. Шутот за 3. Тоа го потврдува Андреј Андоновски. Седма тројка за Феникс од 19 упатени удари. Втора за Андоновски, кој веќе има 26 поени. А поените ќе важат, има и дополнително слободно фрлање по промашувањето на Филип Наков за 3. Офанзивен скок со реализација од која може да извлече и 3 поени Марко Миловановиќ. Вечерва лути конкуренти, петката кај Водно, Марко Миловановиќ, и шестката кај Феникс, Андреј Андоновски. Миловановиќ 24 поен, 2 помалку од Андоновски, но ќе бидат, мислам, лидери во тимот на Македонија во репрезентацијата до 2002, односно до 15 години. Нема поени за Исајловски. Не сум убеден, бидејќи не успеав да видам, да бидам искрен, дали Јанев беше надвор од теренот, не сум убеден. Додека го впишав поенот на Миловановиќ, се случи таа ситуација, па и падот на Давид Наумовски. Силно момче е популарниот Сокол. Тоа е неговиот прекар во кошаркарските младински кругови. Број 12. Давид Наумовски. Ќе биде направена промена, оди на клупа Филип Наков. На негово место Матеј Хаџидимов. Три минути без малку во игра. Хаџидимов 0 од 8 од поле. Без поени. Козар. Рискантно. Исајловски од табла. Паметно. Не Бадијава ја измислиле. Одлично, школски одиграно. 58-46. Миловановиќ
Не успева да поентира, а сега прави чекори. Давид Наумовски. Се чекува измена. Само што влезе во игра, веднаш пак на клупа. Матеј Хаджидимов, а повторно Филип Наков со број 14. Подсетувам, ова момче има 14 години. Синоќе играше во финалето во конкуренцијата М14. Козар за 3 не успева да погоди. Величковски и Антоновски се борат за топката, а посет има кој? Водносан стргнува во напад. 90 секунди до крајот на третиот период. Величковски насочен на лева, се решава да бие, не успева да погоди. Ова е прв обид на Марко Величковски за линијата 6.75. Остануваат на 2 тројки кошаркарите на Водносанс. На лична грешка е досудена трета за Павел Данаиловски. Од 7 од 22. Феникс водно шутира 2 од 12 за 3. Козар не успева да погоди. На клупата кај Феникс до сега Матеј Лековски со број 7, Христијан Карафилов со број 9 и Виктор Петровски. Практично тој е најстар во овој тим на Феникс, не влегува во игра, а мала минутажа доби и стружанецот Ангел Мартиновски само во првата четвртина. За косеварчанецот пак Виктор Исајловски 9 поен. Одново плюс 14. Миловановиќ малку насила. Понекогаш треба да биде одморен и тој да се работи за квалитетен, талентиран кошаркар, но не може цел еден надпревар момче родено 2002 година да го одигра во ист ритам и тоа треба да го знае 36 годишниот Горан Андреевски, тренерот на кормилото на Водносанс. Ретки се моментите кога останатите преземаат одговорноста, но велат, како ќе каже тренерот, така прават играчите. за 8 секунди до крајот на овој период. Да се присетиме, во младинска конкуренција шампионскиот трофеј го освоја кошаркарите на Вардар. Таму се играше плейоф во 3 добиени надпревари. Заврши со триумф Вардар 3-0 во дуелот против Работнички. Во јуниорска конкуренција до 18 години во вторникот на трофеот се радуваше Работнички, кој пак во финалето го демолира Вардар убедливо, уште од самиот старт, дозволувајќи на вардарци во првата четвртина да постигнат 4, а во втората 8 поени или само 12 во финалниот меч во едно полувреме. Се одигра турнирот до 14 години. Таму пак супериорно Феникс стигна до титулата со максимален број на победи, но и со убедливи триумфи против Вардар и Водносанс. Асистенција на Божиновски за 28 поен за Андоновски. Мораше вака да шутира од половина терен. Величковски, бидејќи изминуваше последната секунда,
62-46 плюс 16 највисоки на крајот на третиот период остварува екипата на Феникс. Мал поглед кон статистиката. Ако во првото полувреме Феникс имаше 3 украдени топки, а водно 7 остана кошаркарите од црно-бела комбинација на тие 7. Феникс придобива више 2. Многу зголеми Феникс процентот на реализација од поле на 42%, за разлика од оние 35 кои ги има по првото полувреме. Доминантни во скок играта, 45-24 со односот на скоковите. А во третиот период има само една изгубена топка наспроти 5 на екипата на Водно Санс. По личната на Филип Наков, лична грешка број 3 за Марко Миловановиќ. Две слободни фрлања за Венко Козар. Постигна 4 поени во првата четвртина и остана на нив до овој момент. Играше во втората игра и во третата. Негов 5-ти поен. Ево го и шестиот. 64, 46, плюс 18. Наков на поширокиот список на тренерот на Феникс, Денис Дервишевиќ, кој потсетуваме селектор на репрезентацијата до 2003-та. Играчот со број 14 кај Водно Санс. И сега Венко Козар, одлична блокада, убаво isфрлање во контра на Андреј Андоновски. По-неискусниот, 2 години помладиот Наков му дозволува на Исајловски ова да го крумиса со 2+1 ситуација. 11-ти поен на Исајловски и дополнително слободно фрлање. Се започна од блокадата на Козар. Настрада со број 5 Марко Миловановиќ. Немичен го немаше никаде се до финишот на втората четвртина. Исајловски, кој се избори за нов напад, нови 14 секунди. Постигна само 3 поени, една тројка во првото полувреме, а веќе има 8-11 во вториот период, но уште една секунда. Се немаше контрола на време. Не се рестартира часовникот на 24, туку на 14 нови.
Тоа е сосема јасно и мора да внимаваат играчите на Феникс на тоа. Марко Величковски. Даниловски против Божиновски. Даниловски за Величковски. Величковски со чекор на страна за 3, без реализација. Козар до Јанев. Ке треба малку Јанев да смири. На повреда се жали Венко Козар. Нема е потребен таков луксус на тимот на Феникс, бидејќи Марко Караѓозовски го забележувате таму во розева маичка, момчето со број 12. Поради повреда го пропушта овој Final Four. Има со оваа екипа, со оваа генерација златен медал од пред 2 сезони, кога тој и неговите клубски другари беа шампиони во генерацијата М14. Иво Трајковски е во игра. Андоновски, одлично минува Андоновски. 30 кош на Андоновски. 197 сантиметри, роден 2002 година. Андреј Андоновски. Браво. Браво, нема што. Павел Даниловски против повисокиот од себе. Исајловски осети дека е побрз од него и успеа паметно да мине под него, практично да ја протне оваа топка, да го постигне својот 16-ти поен. Резултатот 68-48, 20 поени предносето за Феникс. Сега е големо промашување за Давид Волиновски. Сигурно дека фалат неговите поени. Се очекува од него многу повеќе. А ги има само 2 од првиот период на преворот. Затоа пак лична грешка број 8. Павел Даниловски е сега на семафорот, вели трета, ама 1000% сум убеден дека е четврта. Многу прецизно го водам тој сегмент од играта. Многу. Трајковски за Божиновски. Топка бара Кацарски. Повисоко, но удвоен, утроен. Мора да има некаде слободен човек. Тоа е Иво Трајковски. Кратко за 3. Не успева Трајковски. Погоди една тројка во втората четвртина. Има 7 поени Иво Трајковски. Но поради 4 лични грешки, полупериод е на клупа. Божиновски. Има блокада од Кацарски, Јанев, кон десно, уште една блокада, Кацарски, мора да се погледне кошот, бие за 3, Јанев не успева да погоди. Остануваат на 7 тројки фениксовци. Ево беше напамет фрлено, а сега Јанев за Андоновски, сака вакви контакти Андреј Андоновски. 32 поен за Андоновски од 70 на Феникс. Даниловски против Кацарски. Бие преку човек, промашува Даниловски. Погоди една тројка во втората четвртина, ова е втор негов самообид. Трајковски гази и да погодеше, тоа ќе беа 2 поени. Трајковски за Андоновски, Јанев е сам, нема да биде тоа, тоа што се виде дека лош беше правецот на топката, но затоа е тука Кацарски по-офанзивен скок да реализира 2 поени за Кацарски, но 7, 72, 48 и дека се чини дека нема сила во овие 5-6 момчиња на Водносанс кои го понесоа товарот во најголемиот дел од овој меч. 35 веќе изминати минути. Има тайм-аут за Денис Дервишевиќ. Велам, веќе се чини дека нема сила
во ист ритам да одиграат. Премногу е тоа. Миловановиќ 33 минути, Величковски 30, не изле го одигра. Речи си Наумовски, Данаиловски. 27 за Хаджи Димов. Тој 0 поени, Наумовски 2. Дабл учинок има Марко Миловановиќ покрај 24 поени. Има и 11 скокови, но на спротивната страна репрезентативниот колега Андреј Андоновски 32 поени и скок повеќе 12. Згоре на тој 4 асистенции, една украдена топка и 2 блокади. Брилјантен настан. Ако јас би се прашал, а не се прашувам, не сум селектор на 2001. Андоновски апсолутно мора да биде дел од таа репрезентација во најмала рака меѓу 7-нината, ако не и во топ 5. Или 5 најдобри. Добре, момчето, фантастично. Трајковски 8 поен. Немаше доволно шанса да ги искаже квалитетите и Иво Трајковски, кој важи пред се за одличен одбранен играч. Подсетам уште еднаш че останува сомнението за еден фаул повеќе пишен на негово конто уште во првото полувреме. Како што останува и моето сомнение дека треба да се допише уште еден на семафорот, претпоставам и на официјалниот службен записник. Као шумката на водно. И сега Димитриевски, 2 загубени топки во низа. Христијан Карамфилов ќе влезе наскоро во игра. За прв пат во ова полуфинале Христијан Карамфилов игра на позицијата 2. По потекло од Кочани. Ева момче, леворак, пред се одличен шутер. Успеа да се извади за оние 2 грешки од предмалку, но уште еднаш невнимателен Димитриевски, откако изблокира. Невниманието го чинеше загубена топка за малку и уште една. Мартиновски исто така е во игра. Трајковски имаше игра од страна на противникот. 13 секунди до истекот на нападот. 73-52. 73-48 беа невисоки. Димитриевски во зона 2-2-1. Поставени играчите на Горан Андриевски и најчесто играат така во одбраната. Колку пати само ги слушаме оние кавги зона на едниот, зона на другиот тренер, иако одамна и на едните и на другите им е јасно дека во тие помлади генерации не треба да се играт рака. Тројка сега на Иво Трајковски. Втора за него, 11 поен. Тој е вториот во тимот, односно третиот, се извинувам, во тимот на Феникс. Кој е со двоцифрен број на поени. Андоновски за него премногу говорев, 32, Исајловски 11 и Трајковски 11. За прв пат во игра и Виктор Петровски, популарниот Паланка, бидејќи родом од Крива Паланка. Официјално ова ќе биде четвртата лична грешка за Павел Данаиловски. Велам официјално.
Не цели 4 минути до крајот. Не успева да го реализира второто слободно тројање. Љубиша Димитровски. Два поени за ова момче, која е генерација помладо од останатите. Двајца во составот на Феникс, меѓу овие 12-13, колку на располагање на Дервишевиќ, се една година помлади. А сега поените ќе важат. Има и лична грешка од Љубиша Димитровски, тој и Андоновски. 2002 врсници и репрезентативни колеги со Марко Миловановиќ. 26 поени за Марко Миловановиќ. Еве ви 27. Петровски. Трајковски. Трајковски не се решава да бие. Стигна до него играчите во црни дресови. Иште еднаш. Сега Трајковски. Кратко ќе биде тоа. Но го следи летот на топката. Трајковски може ли нема 3, но затоа има 2. За Иво Трајковски. На брзина враќат и кошаркарите на водно. Преку 12-ката Давид Наумовски, негов 6 само поен. Иако има предност од 22 поени разлика, на несели 3 минути до крајот. Недисциплина очигледно. Денис Дервишевиќ. Па веднаш повлечен на клупа Виктор Петровски, уште по првата грешка. А ги гледате таму. На балконот оние кои од 20 часов ќе играат, барем еден од двата тима, тоа се домаќините на овој турнир, кошаркарите на Вардар. Тие за противник ќе го имаат своите врсници, родени 2001 од Водно Санс. Реков Водно Санс со двајца своји представници на овој завршен М16 турнир. Имате можност да го проследите и тој надпревар низ директен пренос на фреквенцијата на Сител 3. Од 20 часот почнува. Матеј Лековски за прв пат во игра со број 7 во составот на Феникс. Еве блокадата од него и убаво отварање, но штета, можеше на прв, се реши за на втор обрач, Љубиша Димитриевски и Карамфилов за Трајковски. Чекори. Добро, може би. Верувам не. Добро одеше оваа транзиција. Убаво Карамфилов забележа дека пред себе го има Трајковски и тоа е Школски. Топката секогаш ке играчот кој е пред вас. А ова исто така Школски, двочекор со лева рака за 18 поен на Даниловски. Мартиновски добро мислеше да оди пасот кон Карамфилов, но внимателно во одбраната. Играчите на Водно Санс. Трајковски на клупа. Се враќа во игра Виктор Петровски. Втора сезона
Овој кошаркар со број 15 кој доаѓа, открива Паланка, ево составот на Феникс и штета, убави серија на промени на правец, имаше Карамфило, но без завршница, има лична грешка за Мартиновски. Мартиновски струга. Виктор Петровски крива Паланка. По потекло реков Карамфилов од Кочани. Исајловски од Гостивар. Ако работите добро, ако работите квалитетно, отварате простори, наоѓате таленти од целата наша држава. Не се игра кошарка само во Скопје, во цела Република Македонија се игра. Мартиновски 4 поени, вкупно 81-59. Точно 2 минути до крај. Величковски силно, но како да му избега топката од рака, му изна Мартиновски. Мартиновски не го забележа, мораше да го забележа, добро беше поставен Лековски во ситуација за 3. Мораше да одигра сојмино, вака прави лична грешка за 2 слободни фрлања. Не, топка од страна, дури сега влегува Феникс во бонус. 100 секунди до крај. Брилјантно. Павел Даниловски ги има овие влезови. Павел. Величковски ја казнува грешката на Љубиша Димитриевски. Предолго размислување што да се направи со топката и тоа беше најчесто доаѓа до грешка. Величковски 8 поен. 3 скока, 2 асистенции. Лековски, удвојне, Лековски. Серија на дриблинзи. Не успева да проигра со Мартиновски. Величковски до крај. Може би имаше и контакт за фаул. И сега низа на грешки и на едните и на другите. Има 2 слободни фрлања. Величковски малку подкривно, се надевам дека секи биде во најбој ред. Овој надпревар да е загубен, но престои утрешниот во истиот термин 17:30 во борба за третото место во однос на 7 против поразениот од второто полуфинале. Во него Вардар против Водносанс, првиот тим. И сега не успева 2 слободни фрлања да ги реализира Даниловски. Останува на 20 поени. Пресилни превисоко беше тоа за Лековски. Миловановиќ 29 кош. И сега цела петорка. Натре и надвор. Четириесет 7 секунди до крајот. Не успев да забележам кој повара тајмаут, но мислам дека е тоа тренерот на Водносанс, Горан Андреевски. 81-65. 16 разлика, беше преку 20. Ајде веднаш да ги впишам.
екипите за утрешните надпревари. Дуел, реков, за третото место. Партизан. Иако се води официјално 1, тоа е вториот тим на Партизан во оваа годишна возраст од 2002. Бидејќи Водно Санс, овој тим без додавка на крај е првиот тим на повозрастните од 2001. Малку се одолжи ова минута одмор. Очигледно час и половина би требало да е доволно, па и вториот меч да го стартуваме на време од 20 часот. Не бидејќи да се направени така термините на 2,5 часа, 17:30 и 20. Ако се присетите, пред само 3 дена на финале меѓу Работнички и Вардар малку беше одложено, бидејќи снема електрична енергија во салата на спортско-рекреативниот центар Кале, малата сала е ова. Продолжуваме преварот. Божиновски за Јанев. Чекори. Величковски не за 3, туку за 2, но на негова рака беше практично веќе поставен. Димитриевски требаше да го нападне кошот, беше сам. И сега прави грешка по удвојување. Добре. Исајловски за 3. Ево тројка на Виктор Исајловски. Само втора од 9 обиди. Купно 14 коша за него. 8, 26 вели статистиката. За 3. Да, е важен дел шутот или и за 2, и за 3, па и за 1. Слободните фрлања. Да речеме, тимот на Водно денеска лошо биеше за 1 поен или од пенал линијата од слободни фрлања. Со оваа реализација на Величковски од 2-1, купно 24-11. Величковски останува на 10 поени, а мечот завршува со конечни 84-66 за составот на Феникс. Феникс, значи, е првиот финалист на завршниот турнир во конкуренцијата М16 по четвртини 21-19, 22-21, 21-15 и во последната 22-20 го добиваат овој меч избраниците на Денис Дервичевиќ, но за Водно Санс остана уште една шанса за медал. Утрешниот дуел од 17:30 за третото место од 20 часот. Водно Санс повозрастниот тим против Вардар во второто полуфинале на овој турнир, а до тогаш пауза, почитувани гледачи. Ви благодарам на вниманието и се слушаме одново.